Празничниот период полека изминува. Во овој период од годината нормално е да додадеме по некој килограм плюс, но сега доаѓа и времето кога треба да се ставиме на диета. Доколку цврсто се решивте на овој чекор, вметнете го благиот компир во исхраната. За здрав живот потребна ви е здрава храна, но ова мини секако дека добро се вклопува и благиот компир. Нутриционистите велат дека е богат со многу скроп, но со малку масти, што значи дека е одличен за децата, за спортистите и за диабетичарите. Дава многу енергија, а сепак не дебелее. Благиот компир е богат со јаглехидрати, витамини А, С, Е, Б6 и минерали, калиум, железо, магнезиум. За да пронајдете квалитетен плод, упатете се кон градскиот пазар, каде може да се најдат повеќе сорти на благиот компир. Има 17 сорти на овај компир и секој си е различен. Овај моментално кај мене црвениот компир има вкус на костен, црвениот портокалиеви има на тиква, има лилјакови, портокалиеви, разни сорти на тај компир. Од него може да се јаде и стеблото и листо, младите, летос како немаме зелено спањаче или било шо, може да се конзумира. Благиот компир е исклучително користен и вкусен, но и тежок за одгледување. Па саде се од расат, до средината на мај треба да се расаде. Вегетацијата трае негде околу до 180 дена, зависност од сортата. Долга вегетација има и се бере негде при крајот на октомври. Она пошто благиот компир не се разликува по обичниот, е начинот на подготовка. Јадеме благ компир, јадеме печен, варен, компир е хранлив и супер за јадење. Инаку благиот компир потекнува од Средна и Јужна Америка, каде и од домакинет, а во Европа е принесен релативно скоро.